Драги ученици, често мерењата знаат да ни зададат главоболка, особено кога една иста вредност е зададена или запишана на различни начини. Да направиме една мала проверка на брзината со која можеме да донесеме точна одлука за една едноставна загадка. Која од понудените должини е најкратка или најдолга? Половина метар, 500 мм, 5 дециметри или 50 сантиметри? Веројатно заклучивте дека станува збор за иста должина изразена со различни единици мерка за должина. Во продолжение на видеото ви нудиме еден едноставен концепт со кој лесно ќе го разберете односот на мерките за должина, а особено може да ви помогне во нивните претворања од поголеми во помали мерки и обратно. Денес ќе ги заокружиме знаењата за мерките за должина и тоа метар, дециметар, центиметар и милиметар. А за да го направиме тоа на поедноставен и полесен начин, знаењата ќе ги поврзиме со знаењата за броевите. Односно, броевите се поставени во десетичен броен систем. Например, ќе го земеме бројот 1256. Знаеме дека во бројот 1256 на крајот се единиците, пред нив стојат десетките, пред десетките се стотките, а пред стотките се единиците, илјади. Системот е десетичен бидејќи за да добиеме една десетка потребни ни се 10 единици, за да добиеме една стотка потребни ни се 10 десетки. Истото важи и за мерките за должина. 10 милиметри сочинуваат 1 сантиметар, 10 сантиметри сочинуваат 1 дециметар, а 10 дециметри сочинуваат 1 метар. Зошто помалите мерки од метарот ги носат имињата деци, центи и мили? Ако 1 метар го поделиме на 10 еднакви делови, тогаш ќе добиеме дециметар. Односно, дециметарот е една десетина од метарот. Ако метарот го поделиме на 100 еднакви делови, центи, тогаш ќе добиеме центиметар. И ако метарот го поделиме на 1000 делови, тогаш ќе добиеме милиметар. Денес ќе се запознаеме со еден од начините на кои што можеме да ги пишуваме мерките за должина, односно да ги запишуваме како именувани и повеќе именувани броеви или да ги претвораме од една мерка во друга. Во табелата се внесени мерките за должина, милиметар, центиметар, дециметар и метар, онака како што се поставени по големина, односно најголема од овие 4 мерки е метарот, а најмалата е милиметарот. Веќе кажавме дека системот е десетичен. 10 милиметри прават 1 сантиметар, 10 сантиметри прават 1 дециметар и 10 дециметри прават 1 метар. А сега да ги внесеме дадените мерки во табелата и она што најмногу треба да внимаваме секако е дека при внесувањето на вредностите за било која мерна единица треба да внимаваме која мерка ни е дадена во бројот. Тука имаме 6 метри, што значи во табелата 6 метри ќе ги запишеме во колоната кај метри. И бидејќи тука имаме само метри, немаме дециметри, центиметри и метри, можеме кај овие мерки да запишеме 0, бидејќи тука немаме никаква вредност. И сега да погледнеме како уште можеме да ги запишеме овие 6 метри. Ако 6 метри сакаме да ги претвориме во дециметри, тогаш
Во табелата одиме до колоната од дециметри и тоа ќе бидат 60 дециметри. Ако сакаме метрите да ги претвориме во центиметри, тогаш одиме до колоната од центиметри и 6 метри ќе бидат еднакви на 600 центиметри. Односно, ако сакаме метрите да ги претвориме во милиметри, одиме до колоната од милиметри, односно 6 метри ќе бидат еднакви на 6000 милиметри. Да внесеме следната вредност. Нека се тоа 7 дециметри. Бидејќи станува збор за дециметри, дециметрите ги пишуваме во колоната кај дециметри, односно немаме нити центиметри, нити милиметри, а немаме ни метри. Ако сакаме овие 7 дециметри да ги запишеме како центиметри, тогаш одиме до колоната на центиметри, односно 7 дециметри се еднакви на 70 центиметри. Ако сакаме овие 7 дециметри да ги запишеме како милиметри, тогаш одиме до колоната на милиметри и 7 дециметри ќе бидат еднакви на 700 милиметри. Центиметрите ќе ги запишеме во колоната за центиметри. А 5 центиметри, ако сакаме да ги претвориме во милиметри, тогаш треба да одиме до колоната на милиметри, бидејќи тука, освен 5 центиметри, кај милиметрите немаме вредност, 5 центиметри ќе бидат еднакви на 50 милиметри. Во примерот имаме два броеви, односно имаме еден именуван број и еден повеќе именуван број. Именуваниот број се нарекува именуван, бидејќи крај него стои името на една мерка, тоа се милиметрите, а додека кај повеќе именуваниот број стојат повеќе имиња на мерки, односно повеќе мерки, и затоа овој број се нарекува повеќе именуван број. Најпрво ќе го внесеме бројот 1034 милиметри, бидејќи ова се милиметри, со внесување ќе започнеме од кај милиметрите, што значи последната бројка се милиметрите и тие ќе стојат во колоната кај милиметрите, пред неа се центиметрите, пред неа се дециметрите и пред дециметрите е метарот. Вака внесениот број можеме уште да го прочитаме и како именуван број, односно да го запишеме како именуван број. При тоа, пишуваме дека имаме 1 метар, бидејќи кај дециметрите немаме вредност, тука имаме 0, дециметрите не мораме да ги запишуваме, одиме кај центиметрите, имаме 3 центиметри, и кај милиметрите вредноста 4, што значи овој број 1034 милиметри е еднаков на 1 метар, 3 центиметри и 4 милиметри. А сега да го внесеме вториот број, односно 1 метар во колоната кај метар, 6 дециметри во колоната кај дециметри, следна колона се центиметрите, меѓутоа тука немаме центиметри, затоа можеме кај центиметрите да ставиме 0, и на крајот 3 милиметри во колоната кај милиметри. Ако овој број сакаме сега да го запишеме како именуван број, тогаш го читаме само бројот во табелата. Всушност ние имаме 1603 милиметри. А сега да го примениме она што го научивме. Изработете лента од хартија со должина од 1 метар. Најдобра опција ви е хартија која има шема со квадратчиња,
бидејќи две квадратчиња на шемата имаат должина од 1 сантиметар. Означете ги сантиметрите и подготвени сте за нашиот предизвик. Измерете различни должини кај предметите дома и запишете ги вредностите во табела, како онаа што и ние ја применивме, а потоа една иста вредност запишете ја на повеќе начини со различни мерни единици. Сликате што работевте и фотографиите испратете ни ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.